2 месеци функционерите и раководителите именувани од владата да живеат во работничка кожа и да размислуваат со нивниот желудник, предлага председателот на СДСМ Зоран Заев. Според интервјуто на Заев за Фактор, предлогот е нивните плати во наредните 2 месеци да бидат на висина на минималната плата, односно 14.500 денари. За многумина овој предлог е добар, правичен и реален за состојбата во која сме сите. Според Заев, товарот на животот во овој момент треба сите исто да го почувствуваме. Ај вие чеметарите нека малку таму шо на ништо ќе им биде да скратат по 2 плати. Има тони за живеачка, ние не имаме. Треба, значи и ние треба да јадеме. Колку зијаме, ние питуват ли не? Слагам се, мора да помогнем на државата, бидејќи буџетот е многу слаб. Не да се удари по најсиромашката класа. Доколку овој предлог помине на влада, тоа значи дека сите владини функционери и раководители именувани од владата инстантно ќе треба да се збогуваат со понајмалку од 1500 до 2000 евра. Она што за едните е добро, не им одговара на другите. Зашто во доверлива анкета со повеќе мина функционери, овој предлог речиси сите интимно ги боли, уште од сега. Пари не им се дава. Освен високите функционери, во оваа мерка влегуваат и вработените во администрацијата, чии плати се повисоки, но влегуваат и председатели и членови на совите на општините, председатели на управни одбори и други. Освен ова, се крати и на трошоците за патување, набавка на мебел, автомобили и слично. Изјави Заев, дообјаснувајќи го предлогот. Инаку за почиста слика, платите на некои повисоки функционери се следните. Генералниот секретар на владата има плата од 3,7 просечни плати, што значи нешто над 100.000 денари. Директорот на Агенцијата за безбедност има плата од околу 110.000, а сите останати се релативно блиску до нив. Сепак болката во оваа неволја за сите нема да биде еднаква, на што се согласува и професорот од економскиот факултет во Штип Дарко Лазаров. Урамниловката на платата на јавната администрација со платите и придонесите на функционерите, мислам дека е тотално исто така погрешен концепт, бидејќи практично најголем дел од вработените во јавниот сектор имаат плати кои што се на ниво на просечната плата, имаат многу обврски и така натаму, поднос на кредити и слично, така да тоа нив многу повеќе би ги погодило отколку самите функционери кои што имаат и дополнителни извори на финансирање и дополнителни привилегии во делот на остварување на некаков бенефит.